Отварам председателе. Почитувани амбасадори, почитувани колешки, колеги, пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност, три предлога за дипломатски представници на Македонија на важни стратешки точки, три исклучителни биографии кои се денеска пред нас. Навистина, еве во оваа прилика ќе си дозволам и на мојот колега професорот Фадил Зендели да му честитам. Испраќаме исклучителен човек да не представува и знам дека ќе исполни својата мисија исто онака како што ќе исполнува својата мисија и како универзитетски професор и како пратеник во Македонското собрание. Тука е секако и професионалниот дипломат господинот Димитар Блажевски, кој само што заврши своето образложение, и во улога на пратеничка и како шефица на делегацијата за парламентарна соработка со Украинскиот парламент. Се согласувам со вас, председателе, дека Блажевски ќе се соочи со голем предизвик и се соочува со голем предизвик. Испраќаме искусен дипломат и дипломат со сериозно портфолио, со сериозна традиција и искуство во земја која е во активна војна. И навистина ова е уште еден доказ колку Република Македонија сериозно ги цени стратешките определби и солидарноста и поддршката која ја градиме на европскиот полуконтинент. Секако испраќањето и изборот на дипломатски представник представува и порака самата по себе и сметам дека сме го направиле исклучително тешкиот избор да испратиме комплетна личност која ќе може да се носи со овој предизвик. Ќе ми дозволите и како пријател на господин Блажевски да кажам дека ние се познаваме речиси 20 на години. Имам навистина многу научено од него. Станува збор персонално и како личност и како професионалец за исклучително висок квалитет на луѓе. Ретко ги препознаваме и ги наоѓаме во македонско општество. Најчесто таквите луѓе ги изгубивме. И оттаму знам дека амбасадори ќе имате навистина огромен предизвик за кој што и ние како законодавна власт стоиме зад вас и ве поддржуваме во сите одлуки кои што ќе ги донесете и секако пораките кои што ќе ги пренесете. Нашите односи, вие имавте убаво експозе и во она што ни го испративте како ваша анализа и размислување до Комисијата за надворешни работи и меѓународна трговија, може да се видите дека темелно сте го анализирале апсолутно секој сегмент од билатералните односи помеѓу Македонија и Украина. Украина е пример дека географијата ја определува судбината за среќата или несреќата на одредена земја. Географијата определува дали одредени нации ќе добијат шанса да станат дел од Европската унија, дали ќе добијат простор да се развиваат или да го изразат свој внатрешен суверенитет, или ќе бидат оставени на ватрометината, како што е случајот со Украина, на големите несигурности и предизвици кои што доаѓаат повторно од геополитичките и економските состојби, кои што не го засегаат само полуконтинентот, туку и влијаат на глобалната ситуација во целиот свет, кој дефинитивно многу брзо се трансформира и се менува. И оттаму, покрај тоа што сакам да ви посакам навистина среќа, сакам и да ве замолам, еве вака да ни кажете малку подетално околу вашите размислувања, дали можете нешто да прогнозирате во наредниот период од преговарачот Витков беше пред месец дена, разговараше со двете страни, немаме никаков официјален одговор од Стейт департментот. Ситуацијата се уште е нестабилна и би рекла во многу нешта и лоша. Оваа зима беше можеби најстрашна за украинскиот народ, бидејќи навистина студот и гладот направија навистина многу голема штета внатре во украинското општество.
Се радуваме на пролетта, но и на можноста можеби да слушнеме некои поволни вести околу наоѓање на некаква солуција, бидејќи станува очигледно дека тврдиот пристап нема да донесе до брзо решавање на овој конфликт. Па би сакала и вака во тој контекст, ако сакате нешто да прокоментирате. Ви благодарам.